Добар ден, почитувани медиуми, почитувани гости. Јас како кандидат Манаско Ѓорѓи се појавив на 21. февруар за собирање на 10.000 потписи. При тоа најдов на неколку нерегуларности, нечесни и непрофесионални од страната на Државната изборна комисија, кои што сега ќе ги прецизирам и ќе ги објаснам. Воедно имам уште две многу битни работи кои што на крај ќе ги соопштам. Првата нерегуларност на Државната изборна комисија е тоа што при објавувањето на медиумите на 22 февруар мене како кандидат воопшто не ме спомна, за да може на 23 кога почна трката да во подрачните единици не можеше граѓаните се потпишуваат. Но и сето тоа не е проблем, трката почна за потписи. При потпишувањето на одредени подрачни единици наидовме на нерегуларности. Првата нерегуларност е од одредени градови, од одредени подрачни единици потпишува во други градови и други подрачни единици. Втора работа, што исто е многу незаконски нерегуларно, ДИК за тоа нема никаква евиденција, нема контрола, нема компјутерска проверка на личните карти и може секој граѓанин да се потпише од било кој град или било која друга општина, а надвор кога излеговме, одредени граѓани ни најавија дека се потпишуваат веќе неколку пати со автобуси доаѓаат, што исто така е втор чин на нерегуларноста на Државната изборна комисија. Државната изборна комисија што прв ден ги има овие соопштенија и при тоа не води никаква евиденција. Третата најбитна нерегуларност е после неколку дена на одреден кандидат со 0 потписи најна се собираат и добива 10.000 потписи. Тоа е знак дека ДИК нема повторно никаква евиденција, дека од начинот на собирање на образецот 1Б може секој да си го собере дома и да го достави до Државната изборна комисија или подрачната единица. Сметам дека овие нерегуларности кои што ги увидовме, за да имаме доказ и да докажеме дека сме во право, за да може и со кривична пријава против Државната изборна комисија да се поднесе со јавен обвинител, земавме од други градови лица, ги однесовме во подрачните единици каде што ги прават овие обструкции и видовме дека без проблем им дозволија да се потпишат и без проблем можеа да дадат свој подпис за одредени кандидати. Со тие докази кои што сметаме дека се доволни, Државната изборна комисија докажува дека нема никаква евиденција над подрачните единици. Никаква. Значи, на овој начин не 10.000 потписи. Можам да им кажам на нашите албанци, кои што не се од македонска вероисповест, мислам православна, дека може да соберат не 10.000, 2 милиони жители, ова 2 милиони потписи. Но ова е нерегуларно. Нерегуларно е да Државната изборна комисија премолчи на одредени кандидати кои што не стои политичка партија како позади мене, стојат обединети суверенисти на Македонија, него не стојат големи политички партии. Сметам дека ова не е регуларно и дека Државната изборна комисија треба да го поништи овој начин на собирање 10.000 потписи и воедно да не пушти сите кандидати во подеднакво во трката. Втората многу битна работа, сакам да ја соопштам до сите граѓани дека не сум се откажал, дека очекувам да ми ја дадат поддршката до крајот и дека ќе влезам во трката за председателски кандидат. Воедно, сакам да нагласам од кандидатите кои што ги собраа потписите. Ниту еден од тие кандидати, дали да речеме, знаеме дека Гордана, професорката, Пендаровски, државен службеник, Бујар, исто така, се лица кои што доколку не бидат нешто во државната администрација, за нив ќе треба да се собира социјална помош за да преживеат заплата. Јас сум приватњак цел живот. Цел живот ни еден денар немам земен од државен буџет. Ниту учествувам на тендери, ниту кредити, ниту камати, ниту задолжувања, било какво, ниту грандови. Цел живот мојот стил е борба патриотска за развој на Македонија и економска стабилност. Како председател
на Македонско-кинеската стопанска комора и председател на Стопанската комора за енергетика на Македонија, можам и верувам дека јас ќе бидам следниот председател на Република Македонија. Ова го кажам затоа што доколку влезат во трка само СДС и ВМРО, таква е направена дик машината да не може трет да влезе, да не се лажеме, ќе бидат поништени председателските избори, затоа што граѓаните ја гледаат реалната состојба дека тие освен државни професори што били или државни службеници, не можат ништо да направат за развој и просперитет на Македонија. Као за крај, сакам да ги охрабрам сите граѓани. Имаме уште неколку дена да го дадат потписот. Доколку успеат да го дадат, воспротивно, ако сметаат дека регуларно кандидатите ги поднале своите 10.000 потписи, и ние на истиот начин ќе ги поднесеме и ќе влеземе во трката за председателски кандидат.